Во општините Маврово, Ростуше и Центар Жупак има целосно нови избори за градоначалник, зашто на 17 октомври не беше достигната минимално потребната излезност од 1/3 од запишаните избирачи. Во Маврово, Ростуше гласале 32%, а во Центар Жупа уште помалку, 25,8%. За изборите да успеат, според изборниот законник, неопходно е на гласање да излезат најмалку 33,3% од регистрираниот електорат. На работно успешни избори беше и Пласница со 34,6% излезност, а под 40% одзив е регистриран и во Шуторизари, Врапчиште, Боговиње, Липково, Желино, Гостивар. За овој феномен вечерва разговарам со Марко Картолица, доцент на Правниот факултет Јустинијан I при УКИМ во Скопје. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Ми представува навистина задоволство да бидам дел од вашата емисија. Прво, за гледачите да кажеме дека ова не важи за изборите за членови на Советот и не важи за вториот круг од изборите за градоначалник. Да, ако ги погледнеме одредбите во изборниот законник, ќе видиме дека изборите за советници завршуваат само во еден изборен круг, бидејќи се применува пропорционалниот изборен модел. Она што е интересно кај градоначалник, да важи, и важи само во првиот круг. Имено, во првиот круг, за да имаме победник, потребно е некој кандидат да освои апсолутно мнозинство од избирачите кои гласале, а при тоа да има 1/3 излезност. Тоа е логично кога трагаме по победник. Она што не е логично е дека целиот процес на избори можеме да го минираме, бидејќи немаме 1/3 излезност. Професор Картолица, логиката е демократската легитимност, легитимитетот на избраниот градоначалник. Идејата е дека тој треба сепак да добие одреден квантум на гласови, на поддршка во општината во која што претендира утре да биде градоначалник, така? Така, точно, но тука имаме два многу интересни феномени кои треба да ги земеме во предвид. Прво, ако толку го сакаме тој демократски легитимитет, веројатно подобро решение е да бараме мнозинство од вкупниот број на избирачи да излезат на гласање. Тогаш може да кажеме дека навистина мнозинството партиципирало. 1/3 е далеку од мнозинство. Вториот битен момент. Ако толку го сакаме демократскиот легитимитет, зошто тогаш во вториот круг немаме ваков услов, вакво барање? Во вториот круг реално може да победи кандидат со само еден избирач, со само еден глас, доколку само еден гласач излегол на изборите и гласал за тој кандидат. Какви се компаративните искуства во регионот, во Европа, еве да речеме? Ако ги погледнеме сите извештаи, препораки, резолуции на највлијателните меѓународни организации во полето на изборите и изборното право, ќе забележиме дека кај сите нив се препорачува да не постои ваков услов при организирање на избори. Зошто? Бидејќи може да доведе до минирање на изборниот процес и до неможност за избирање на политички функционери и политички институции. Во таа насока можеме да дојдеме лесно до институционална криза, каде нема да може да си ги избереме нашите представници. Тоа би била логиката веројатно сега и со случајот на Маврово, Ростуше и на Центар Жупа. Нема гаранции дека таму при повторени избори за градоначалник тие би биле успешни. Апсолутно. Дури ако погледнеме компаративно, често се случува да во повтореното гласање, во повторно организираните избори, имаме состојба да излезноста биде и помала. Значи, ние многу лесно можеме да влеземе во состојба каде што нема да може да избереме градоначалник на Маврово и Ростуше и Центар Жупа, и наместо да граѓаните имаат градоначалник биран на избори, веројатно ќе треба да се задоволат со повереник именуван од страна на владата. Една блиц анализа во регионот ќе покаже дека навистина никаде нема таков услов на минимална излезност поврзана со легитимитетот на избраниот градоначалник, да речеме во Бугарија, во Хрватска, во Косово. Во првиот круг за победа се бара мнозинство до нешто гласале, без никаков услов за тоа колку минимум од запишаните гласачи требало да излезат на гласање. Претпоставувам, вашата препорака оди во таа насока да се тргне тој услов и од нашиот изборен законник. Па да, ако ги погледнеме препораките, ние ваков услов имаме за председател на Република и за градоначалник. Препораките постојано говорат дека ваквиот услов за председател на Република во вториот круг од 40% излезност треба да биде тргнат.
До сега не сме го нотирале тоа во рамки на овие извештаи за градоначалник, но навистина очекувам дека во наредните препораки на ОПСЕ тоа ќе биде случај. И уште еден интересен аспект е тоа што тоа го забележува ОПСЕ ОДИХР во своите извештаи, а тоа е дека сега откако не успеа изборите за градоначалник во Маврово, Ростоши центар, жупан нема законски рок во кој што изборите треба да се повторат. Точно, тоа го имаме уште во извештајот на ОПСЕ во 2017 година, каде што реално ние имаме определени одредби кои што велат како ќе оди постапката во поглед на информацијата дека потребниот лимит не е исполнет на гласови. Имаме определени одредби кои што се однесуваат дека владата треба да именува повереник. Имаме одредби кои што говорат дека владата треба да ги во рок од 15 дена да го извести собранието, односно председателот на собранието за состојбата, со цел да бидат распишани нови избори, но немаме јасна одредба која говори во кој временски период тие избори треба да бидат организирани. Ако се тргне тој услов, дали ќе има простор да се дојде во прашање легитимитетот на избраните градоначалници? Не верувам, затоа што ако погледнете можеби во најдемократските држави во светот, да го земеме Обединетото кралство, ќе забележите дека и таму вакви услови, иако се применува мнозински изборен модел, не постојат. Едноставно, демократијата се перцепира како победник на најдобриот, а во овој случај најдобриот го добиваме преку бројот на гласови. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Веројатно ова ќе биде една од темите за поизбори, да се надеваме дека ќе биде релативно брзо решено и адресирано наместо како што често ни се случува во непосредна близина пред следните избори. Благодарам уште еднаш. Ми беше задоволство.